Вработените од единствениот македонски загубар Прилепски Еврокомпозит 11 октомври изреволтирани од вчерашната изјава на вице-премиерот Кочо Ангјушев дека до крајот на месецов ќе им биде решен статусот на 130 работници кои ги исполнуваат условите за технолошки вишок, на денешната пресконференција обелоденија дека во фабриката веќе трета недела нема струја. Работниците се дома бидејќи немало работа, а оние пак кои требало да заминат како технолошки вишок, требало да заминат без отпремнина, бидејќи државата немала пари. Од овие причини фабричкиот синдикат од утре повторно најавува протест пред владата. Тие луѓе што ќе заминат технолошки вишок, ние колку што знаеме ни кажаа дека нема да зема никаква опремнина, никаков пакет. Значи нив ги следува сите се со над 25 години стаж и ги следува по 7 просечни плати или трипл републички плати. Ама нас не кажаа дека пари фирмава нема, државава нема, значи кој ќе ги обештети тие луѓе и ние не знаеме. Еврокомпозитовци, како што велат самите, по кој знае кој пат се чувствуваат измамени и изманипулирани, заради што повеќе и не веруваат во ничии ветувања. Ни беше ветено децидно од вице-премиерот дека 5 испорачајте парчина, за 5 ќе ви платиме. Ние испорачавме роба за 10 милиони денари, значи еве втора недела, до ден денеска, немаме ни еден денар земено. Последната плата ја зедовме пред 1,5 месец од 12.000 денари и ако мислите дека се живи со 12.000 денари, тогаш да не го искажуваме реалто наш, да си продолжиме да се животаркаме. Ја мислам дека е лага сето, како што сме лагани цела година. Мене ми е во фирма 40 година старше овде. Последниве 12 години лаги невидени и арамилаци. Еве за Скопје не пушта, зошто, како, и то не знаеме. Инаку вчера вице-премиерот Кочо Ангјушев во Прилеп најави наводно финиширање на преговорите за изнаоѓање стратешки партнер на загубарот Еврокомпозит, со што за период од година-две Прилепски Еврокомпозит ќе застанел на здрави нозе.